Здравиот човек има многу желби, а болниот само една. Природата не вика да ни даде здравје. Земете здравје од природата. Вистина е дека здравјето е нашето богатство. Тогаш вложениот труд да не следите е навистина паметна инвестиција. Брзото темпо на живење, стресот, неквалитетната и нередовна исхрана се непријатели на нашето тело. Со избирање за регулирање на телесниот состав и маса, вие сте чекор поблиску кон најголемото богатство во животот – вашето здравје. Сируп кој ги отстранува маснотиите од крвта. Поради брзиот начин на живење, голем број луѓе се борат со зголемени масноти или холестерол во крвта. Овој домашен сируп се покажал како многу ефикасен во регулирањето на зголемениот холестерол. Потребни состојки: 1 кг лимон, 5 до 6 китки Макдонос, 3 литри вода и 1 кесичка сода бикарбона. Лимонот најпрво измијте го во ладна вода, а потоа потопете го во топла вода во која сте истуриле 1 кесичка сода бикарбона. Оставете така да отстои 1 час. Макдоносот убаво измијте го и сушете го, па заедно со стеблинцата ситно исечкајте го и лимонот заедно со кората ситно исечкајте го. Заедно ставете ги во поголем сат и прелијте ги со 3 литри вода. Варете на тивок оган 2 до 3 часа. Би требало да добиете околу 1,5 литри сируп, кој ќе го чувате во фрижидер. Употреба: се пие секој утро на празен стомак по една ракиена чашка. Дозата е доволна за 15 дена. Брзо и ефикасно ослободување од бактерија во желудникот. Бактериите во желудникот се честа болест во денешно време, а се лекуваат тешко и долготрајно. Многумина што го испробале го препорачуваат овој народен лек како многу ефикасен. Смокви во маслиново масло. Во стаклена тегла наредете суви смокви, а потоа прелити ги со ладно цедено маслиново масло. Смоквите можете да ги сечкате на 4 дела. Вака маринираните смокви треба да отстојат најмалку 40 дена. Употреба: секој утро на гладно јадете по една смоква и по една лажичка од маслото. Покрај ова треба да внимавате на исхраната, да консумирате лесна храна, а да одбегнувате масна, пржена и зачинета храна, сувомеснати производи, газирани сокови, да не се претерува со кафе, цигари и алкохол. Рецепт со јаболкова киселина за лекување артритис. Кога некој има болки во зглобовите, не може да функционира нормално, а секојдневните обврски ги обавува со големи потешкоти. Кај некои луѓе овие болки се јавуваат после долгиот ден поминат на работа. Овој тип на болки во зглобовите може да исчезне по само еднодневен одмор. Сепак, некои луѓе имаат хронични болки во зглобовите кои може да потекнуваат од артритис. Артритисот е воспаление на зглобовите. Постојат многу различни форми на артритис кој може да влие на било кој дел од телото, од вратот надолу па до нозете. Ако страдате од болки во зглобовите, сигурно сте забележале дека многу малку леснување нудат конвенционалните лекови. Еден од најдобрите начини да се ослободите од болки во зглобовите и симптомите на артритис е да направите неколку промени во животниот стил, вклучувајќи промена на вашите навики во исхраната. Ако страдате од артритис и болки во зглобовите, обидете се и со некои природни лекови. Еден од понудените третмани кои ги нуди природната медицина е бањата со јаболкова киселина. Начини за користење на јаболкова киселина против болки во зглобовите. Еден од најдобрите начини за користење на јаболковата киселина за облажување на болки во зглобовите е да направите лековита бања. Измешајте една чаша јаболкова киселина со 6 чаши топла вода. Натопете ги вашите раце или нозе во оваа бања. Ако страдате од болки во вратот, натопете крпа во овој раствор и ставете ја облогата на болното место. Втора опција за локален третмент на вашите болни зглобови. Измешајте јаболкова киселина со маслиново масло или масло од кокос. Користете 2 лажици јаболкова киселина со 1 лажица масло. Добро измешајте па нанесете ја смесата на болните зглобови. Ако го спроведувате третменот редовно, ќе забележите голема разлика во однос на болката која чувствувате во вашите зглобови. Јаболковата киселина исто така може да се пие како дел од третменот за лекување на артритисот.
Измешајте една лажица јаболкова киселина со чаша вода или сок. Има силно антиоксидативно дејство и помага во отстранувањето на токсините од телото. Сокот од цреша е добар избор, бидејќи овозможува поголем успех во лекувањето. Обидете се овој напиток да го пиете 3 пати на ден, по можност пред секој оброк. Јаболковата киселина може и директно да се аплицира на болното место. Кога и да почувствувате болки во зглобовите, едноставно намачкајте ги со јаболкова киселина, ќе забележите брзо леснување на болките. Ви се лупат дланките, што треба да направите? Голем број луѓе страдаат од лупење на кожата од дланките. Оние што почувствувале знаат дека тоа е иритирачки за кожата и предизвикува чешење, некогаш дури е болно. Иако постојат многу фактори кои придонесуваат најчестите причини се сува кожа, екзема, псоријаза, ладно и суво време, често миење на рацете, употреба на груби химикали, алергии и последно, но не и најмалку важно, изгореници. Исто така кожата на рацете може да се лупи како резултат на некои видови на стафилокока, гапични инфекции или пак поради недостаток на витамини. Ние ви ги откриваме трите најдобри природни лекови со кои ќе ставите крај на оваа состојба. Јогурт. Јогуртот е еден од најдобрите природни третмани против лупење на рацете. Може ефикасно да ја лади човечката кожа и тело, додека значително го намалува чешањето и другите симптоми кои се пропратени со оваа состојба. Јогуртот изобилува со елементи во трагови, минерали, киселини и ензими, кои во голема мера го забрзуваат процесот на лекување. Плюс јогуртот е одличен навлажнувач, кој се апсорбира длабоко во кожата, а со тоа обезбедува соодветна хидрација на сувата кожа. Кокосово масло. Неверојатните здравствени придобивки од кокосовото масло се надалеку познати, освен што прави чуда за вашето здравје однатре. Например, го подобрува варењето, што е подеднакво корисно за кожата. Всушност, кокосовото масло е едно од најдобрите природни лекови за кожата на вашите раце. Прво, изобилува со масни киселини кои се одличен навлажнувач на кожата. Второ, богато е со антиоксиданси, кои слободуваат од иритација на кожата и го смируваат чешањето. Пред употреба растопете екстра девствено кокосово масло. Внимавајте да не го прегреете. Направете нежна масажа со ово топло масло на вашите раце. Овој третман направете го 2 пати или 3 пати на ден, секојдневно, за да ги видите посакуваните резултати. Алоe вера. Алоe вера е уште еден исклучително корисен природен лек кој може ефикасно да ја лекува и негува кожата, а тоа значи стопирање на лупењето на кожата. Згора на тоа, алоe вера може ефикасно да го намали чешањето, иритацијата и воспалението на кожата. Измешајте малку течен витамин Е со 2 лажици свеж гел од алоe вера. Нанесете ја смесата на засегнатата кожа. Оставете да се исуши природно пред да се измиете со топла вода. Како и со кокосовото масло, повторете го методот 2 пати или 3 пати на ден, минимум една седмица. Како да одгледате лимоново дрво од семки? Одгледувањето лимон од семки е многу интересно, особено за децата, кои после испиената лимонада може да го следат развојот на билката и со неа да растат. Иако лимонот започнува да цвета уште како многу млада билка, плодовите ќе ги донесе дури после неколку години. Но дали знаевте дека во својата чаша можете да одгледате вистинско лимоново дрво? За тоа ќе ви бидат потребни само земја и семки. Одберете ги најголемите семки од лимон или цитрон. Исчистете ги од надворешната лушпа. Прелити ги со вода и оставете ги така 6-7 денови. Водата менувајте ја секој ден. При потопувањето лимоновите семки се прекриваат со желатинеста кожичка, што е нормално. На дното од чашата ставете неколку каменчиња за да се создаде дренажа, а после чашата дополнете ја со земја. Семчињата се ставаат во земјата со остриот крај надолу, оставајќи меѓу нив простор од околу 5 мм. После тоа семките се прекриваат со крупен песок или многу ситни камчиња. Не заборавајте да ја прскате површината со вода на секои 2 до 3 дена. Можете да ја поклопите чашата со најлонска кеса или фолија, создавајќи на тој начин ефект на градина. Продолжете да прскате со вода еднаш во 2 дена и на тој начин да го потпомогнете нивниот раст. За 7-8 денови треба да се појават првите никулци. Ако се појавиле многу никулци, можете внимателно да ги пресадите во друг сад за да не им биде тесно.
После 3 до 5 месеци, кога расадите ќе пораснат, одберете ги најубавите и најсилните, па пресадете ги во поединечни поголеми саксии. Составот на земјата треба да остане ист. Сепак немојте да очекувате дека дрвото ќе роди кон него калемите, но со добра нега може да порасне многу убава и раскошна собна елка. Лимонот сака да се тушира. Летно време треба да се тушира, да се ѓубри со храна за цитруси и по можност да се изнесе надвор на воздух. Кој има градина може заедно со саксијата да ја вкопа на сончево место. Зимно време лимонот сака светли и свежи простории, секако без мраз. Зимно време треба да се полева умерено, само колку да не се пресуши земјата. Ако опаднат листовите, не треба да се грижите, бидејќи тоа е нормално. Во пролет лимоновото дрво треба да се кастри, а за кратко време ќе пораснат нови гранчиња и ќе се формира убава грмушеста крошна. Лек против болки во мускулите и коските кога имате грип. Иако ова е едно многу ефикасно домашно средство со кое побрзо ќе оздравите од грип и силна настинка, а што е најважно, ќе си ги олесните болките кои неизбежно се јавуваат во мускулите и коските во овој период. Потребни состојки: 3 таблети витамин С, 2 таблети парацетамол, половина лимон исцеден и 1 чаша млак чај. Постапка: таблетите убаво треба да се иситнат во прав, се мешаат со лимоновиот сок, а чашата се дополнува со некој билковен чај. Се пие во голтки максимум до 3 вакви чаши, распоредени во еднакви временски интервали во текот на денот. Сируп кој отстранува слуста од белите дробови. Овој природен лек е многу ефикасен во борбата против детската кашлица и зголемување на имунитетот. Овој рецеп е за деца над 7 години кои кашлат со денови кај кои може да се наслушне мало крчење и свирење од нивните бели дробови. Всушност, 1 чаша од овој сок ќе помогне во елиминирање на слуста и повторно враќање на имунитетот во стабилна состојба. Потребни состојки: 1 чаша овес, половина чаша шеќер и 1 чаша вода. Ако детето има проблем со шеќер во крвта, дебелина или некој друг проблем, исклучете го шеќерот од оригиналниот рецепт, а овесниот сок засладете го со мед или воопшто не го засладувајте. Начин на подготовка: измијте го добро овесот, па ставете го во сат на оган заедно со 1 чаша вода и половина чаша шеќер. Откако ќе здоври, оставете да се вари уште неколку минути. Најдобро е смесата да се сготви во вечерните часови, да се остави да отстои до следното утро. Втор начин е да направите карамел со шеќерот. Поотпосле да додадете вода и малку да го проварите овесот во карамелизирана вода. Процедете го овесот во утринските часови. Употреба: на детето му се дава по 1 чаша сок секој утро на празен стомак и тоа во период од 40 дена. Потоа направете пауза од 15 дена, па продолжете секој утро во следните 40 дена. Детето ќе исфрли слуста од телото и ќе го поврати изгубениот имунитет. Кои видови риба треба да се одбегнуваат, а кои да се јадат наместо нив? Со лососот не треба да се претерува, посебно ако сте бремени, бидејќи оваа риба може да содржи живаво трагови. Од нутриционистичкото гледиште, морската риба е одлична намирница. Не само што е полна со здрави протеини, туку содржи здрави масти кои се одлични за косата, ноктите и кожата. Но голема мана е фактот што морската храна, посебно рибата, може да содржи многу жива. Затоа е потребно да знаеме кои видови риба треба да се одбегнуваат, а која риба е безбедна за јадење. Не ја јадете и кулата, затоа што екулата се наоѓа на врвот од синџирот на исхрана и се храни со други риби. Значи храната која јада екулата е често загадена со жива, па така и самата ајкула и незиното месо често содржи доста жива. Наместо ајкула јадете див лосос. Дивиот лосос содржи многу витамин Д, витамин B12, селен омега-3 масни киселини и е многу повкусен. Одледувачкиот лосос е исто така добар, но дивиот е многу поздрав. Меѓутоа, ни со лососот не треба да се претерува, посебно ако сте бремени, бидејќи оваа риба може да содржи живаво трагови. Не ја јадете сабјарката.
Оваа риба, исто како и кулата се храни со други риби, се наоѓа при самиот врв од ланецот на исхрана. Затоа одбегнувајте ја или јадете ја многу ретко. Наместо сабјарка јадете сердина. Многу поевтина и попристапна опција е сердината, која воедно е нутриционистичка суперзвезда. Најдобро би било да ја јадете свежа, но експертите се сложуваат дека и онаа конзервираната е одличен извор на омега-3 масни киселини и на исклучително здравиот витамин D. Не ја јадете скушата. Иако оваа риба се смета за едно од поздравите видови, сепак и таа се храни со други риби, па затоа го заслужува местото не на листата. Скушата исто така предатор и не бира што јаде, па постои шанса да е преполна со жива. Наместо скуша јадете аншоа. Ова малечка риба која е превкусна, совршено одговора со салати и пасти, а содржи многу малку жива. Не само што аншоата е полна со масни киселини, туку содржи и доста железо. Не јадете свежа албакор туна. Правилата поврзани со туната малку се замрсени. Имено албакор туната содржи средно ниво жива, па затоа треба да се одбегнува или да се јаде поретко максимум еднаш седмично. За шницлите од туна важи истото правило. Наместо албакор туна јадете туна од конзерва. Добрата вест е дека сендвичите и салатите со туна и понатаму се добре дојдени. Туната од конзерва не содржи многу жива, па затоа можете да ја јадете почесто.